Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Последен ден од изборната кампања, кандидатите во битка да ја добијат довербата. Од полноќ стартува изборниот молк. Полицијата со дронови ќе ги чува избирачките места. Обвинителството ќе работи со вонреден број дежурни обвинители на денот на изборите. Кривичен во целост го одобри и второто обвинение за Пулс. Собственикот на Агенцијата за обезбедување ќе одговара за тешки дела против општата сигурност. Контролорите на летање го откажаа штрајкот, ќе се жалат на одлуката од судот и ќе поднесат представка против судиката. Трамп и Путин договорија средба во Унгарија. Зеленски вечерва на нови разговори во Белата куќа. Тема на денот вечерва со оценка за изборната кампања и очекувања за резултатите од изборите. Разговарам со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Останете со нас. Уште 5 часа останува до изборниот молк, но политичките партии ја користат и последната можност за презентација на своите програми и ветувања пред граѓаните пред одржувањето на првиот круг од овие локални избори. Во Централниот дневник одиме во живо на терен. Централните митинзи на ВМРО ДПМН и СДСМ ги следат колегите Даниел Василев и колешката Нина Аритоновска. Ќе одиме прво во живо во Охрид, таму е Нина Аритоновска. Нина Аритоновска, завршниот митинг на ВМРО ДПМН и коалиција е вечерва во Охрид. Така, Иван, токму тука од спортската сала Билјанин извори во Охрид, ВМРО ДПМН и коалицијата го завршува митингот по повод локалните избори. Токму тука на бината своји обраќања треба да имаат лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кандидатот и актуелен градоначелник на Охрид Кирил Пецаков, а ќе бидат представени кандидатите за советници на Советот на општина Охрид. Од она што можев околу мене да го видам, голем број на граѓани се присутни тука со знамени и транспарентни во рацете, за да ја слушнат последната порака, да ги слушнат визиите и проектите кои впрочем се за подобар, успешен Охрид и за подобар живот на граѓаните на општина Охрид. Инаку кандидатот за градоначелник на општина Охрид Кирил Пецаков во изборната кампања презентираше низа проекти, меѓу кои за економски инфраструктурен развој на градот, зелен Охрид, економски бум, потоа најави заштита на УНЕСКО, односно зачувување на статусот на град Охрид под закрилата на УНЕСКО, бројни реконструкции на улици, изградба на катна гаража, младенски културен центар, реконструкции на градинки и училишта. Инаку претходно ВМРО ДПМН имаше митинг во општина Дебарца, каде и таму кандидатот за градоначелник Силјановски ја презентира својата програма по повод локалните избори. Од ноќеска започнува молкот, така што граѓаните во недела ќе го имаат последниот збор, а од понеделник стартува вториот круг на изборниот процес и тоа во оние општини каде што нема да и биде избран кандидатот за градоначелник во првиот круг. Инаку со оглед на тоа дека се уште не започнат митингот токму тука во спортскиот центар Билјанин извори во Охрид, пораките од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и кандидатот за градоначелник Кирил Пецаков ќе ги погледнеме во следното издание на Дневникот во 21 часот. Студиото тоа би било се од ова линковско вклучување од спортскиот центар Билјанин извори во Охрид. Нина Аритоновска, благодарам за овие информации пренесени во живо во Централниот дневник. Гледаме дека спортскиот центар Билјанин извори е полн. Поинаква е сликата во Куманово, таму е колегата Даниел Василев. Даниел, се уште се подготвува завршниот митинг на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово. Какви се плановите на опозиција? Добро вечер, Иван. Токму така во моментот се прават последните технички подготовки и проверки пред почетокот на централниот митинг на социјалдемократите тука на плоштадот во Куманово. Североисточниот дел од државата е резервиран како последна активност на СДСМ пред предстојниот прв круг од локалните избори закажан за внедела. Социјалдемократската партија на Македонија денешните активности ги започна во Старо Нагоричане, потоа беше во Кратово, во Ранковце, во
во Крива Паланка, а за нешто помалку од 1 час централниот митинг, како што кажав, ќе се одржи на плоштадот во Куманово. Куманово е практично општината која што СДСМ ја одбра како последна со оглед на тоа што овој град со години важеше за бастион на партијата, меѓутоа откако актуелниот градоначалник Максим Димитриевски ја напушти партијата, практично оваа општина му припадна на движењето Знам. Во меѓувреме Максим Димитриевски движењето Знам го има последниот централен митинг, исто така тука во Куманово, во Домот на културата, од каде што градоначалникот и кандидат за нов мандат Димитриевски побара поддршка од кумановци за победа во првиот круг. На централниот митинг беа представени сите советници, односно кандидати за советници на предстојните локални избори. Мислам дека имаме подготвено парче од неговиот говор, во продолжение предлагам да го погледнеме. Градот заслужува веќе се крева и мора да го кренеме на пиедесталот. А како? Секако со поддршка и разбирање со централната власт, но пред се со поддршка од нашите граѓани. Во следните 4 години имаме нова силна визија и јасна програма како Куманово да го трансформираме да стане уште поубаво место за живење. Не само да го зачистиме и зафарбаме, не само да ги притегнеме и стабилизираме давателите на јавните услуги, како што претходно го сториме со најзадолжената општина во државата. Да, тоа беа пораките од лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. Очекуваме да ги слушнеме пораките и од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Филипче и од кандидатот на СДСМ за градоначалник во оваа општина како завршен митинг на СДСМ и коалицијата. Даниел Василев, благодарам за ова вклучување. Ќе ги имаме најновите информации во вечерните вести. Сите ги користат последните моменти за да ја добијат довербата и поддршката од граѓаните во недела. Денешните активности на кандидатите за градоначалници на град Скопје ги слушаме во продолжение. На последниот ден од кампањата, кандидатите за Скопје со слична порака. Масовно да излезат гласачите на избори. Ѓоргиевски очекува победа во првиот круг. Ја побара поддршката од граѓаните за час поскоро да почне со работа за да воведе ред и да го врати, како што вели, сјајот на главниот град. Ставиме крај на сообраќајниот колапс со завршување на сите заостанати проекти, како клучните булевари и клучки, Момин поток, Љубљанска, Асном, Борис Трајковски, подземната сообраќајница Хајлимак. Ќе изградиме и нови, како булеварите Хрватска и Цветан Димов. Ќе го решиме и паркирањето со нови катни и монтажни гаражи. Ќе му го вратиме зеленилото на градот со изградба на 4 нови мегапаркови: Вардариште, Расадник, Лепенец и кај булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Ќе спроведеме темелна реформа на јавните предпријатија за конечно да станат сервисни во служба на народот. Да се избориме за Скопје, порача кандидатката од СДСМ и ги повика граѓаните да ја дадат поддршката. Шукова порача се гледаме во вториот круг со јасен план за Скопје што повторно ќе дише. Повеќе зелени површини, нови паркови и ботаничка градина, чист Вардар и безбеден сообраќај. Имаме решенија и за најтешките проблеми за отпадот, за Дрисла и Вардариште. Со професионално управување, современи технологии и европски стандарди, Скопје конечно да стане чист и одржлив град. Сакаме град без урбан хаос, со пешачки зони, велосипедски патеки и јавен превоз што функционира. Скопје, каде што жените имаат поддршка, младите можности, децата забава и едукација, уметниците слобода, а предприемачите можности. Има надеж и Скопје може да биде повторно град на радоста, порача кандидатот од Левица. Мециновиќ се надева дека ќе влезе во вториот круг и вели има план како да ги зајакне капацитетите на јавните предпријатија. За нас јавниот превоз е социјално прашање, прашање на зачувување на животната средина и сметаме дека тоа треба да се санира што поскоро. Потоа борба со загадувањето на воздухот на повеќе фронтови, како што сум нагласил повеќе пати, досега градските власти само ги третирале симптомите, а не изворите на загадувањето. Изворите на загадувањето се од различна природа, тоа е буквално од прашината која не се чисти од нашите улици, од инспекцијските служби кои не се окрупнети во склоп на град Скопје и не може да ја вршат својата работа. Ние нема да дозволиме приватизација на ниеден
капацитет на град Скопје, на ни една педа на град Скопје. Напротив, ние сметаме дека тие капацитети треба да се окрупнуваат. Скопје има шанса, на граѓаните им е потребен независен, стручен и чесен градоначалник, порача независниот кандидат професор Марковски. Скопје се гуши, тоне во смет, Скопје се суши. Само заедно можеме да му помогнеме на Скопје да излезе од оваа агонија. Затоа гласајте за независен, стручен и чесен градоначалник. Заокружете број 128. Скопје има шанса. Изборите и било кој од нас да го заземе местото градоначалник на Скопје, да се зафати со сериозна работа, за да можеме да го спасиме нашиот град. Последниот ден од кампањата, независниот кандидат Рашковиќ го посвети за младите уметници пред кои ја представи неговата програма. Ги установивме нивните проблеми. Генерален проблем е тоа што немаат младите каде да се произнесат. Значи, во сите државни институции аплицираат бирократија, документи и така натаму чекање. Затоа ние во нашата програма имаме предвидено и ќе го реализираме тоа неколку објекти урбани кои што ќе бидат некои од нив посебно изградени, некои адаптирани на веќе стари објекти, каде што ќе можат младите уметници да творат, да произведуваат уметност и секако поврзување со бизнис заедницата за да може тоа да го уновчат, а на крај на краиштата и поврзување со меѓународни институции каде што ќе може да гостуваат и да ја пласираат културата на нашата држава. Во недела на избирачкото ливче пред гласачите од главниот град ќе се најдат 16 имиња на кандидати за градоначалници кои претендираат да менаџираат градската администрација во наредните 4 години. За Советот на град Скопје има 855 кандидати од независни листи и кандидати од политички партии. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Активности има и кандидатите за советници и градоначалници низ општините. Нашата визија е јасна. Нови детски градинки, уредени улици и зелени паркови, чист воздух, културен и спортски живот што ќе обедини заедницата. Општина што ќе работи за граѓаните и со граѓаните. Тоа е аеродром како што го заслужуваме. Во недела сите заедно да го закружиме бројот 5 затоа што секој глас е важен. Да излеземе масовно и да покажеме дека аеродром бара промени. Градиме трговски центар со забавен парк, нова димензија во животот на Прилеп. Прилеп заслужува нова енергија и нови можности. Денес најавувам проект што ќе внесе свеж дух во нашиот град. Изградба на современ трговски центар со забавен парк и паркинг простор во индустриската зона Металец. Ова е нешто што Прилеп досега го нема. Притиснати сме од сите страни. Овие импексел огромни блокови каде што се све нови фамилии кои што и малите зградички исто така не се за игнорирање, колку и да се мали, нели, нон-стоп се градат на тие фински бараки. Тоа се се нови фамилии на истата инфраструктура, на истите улици, на истата канализација, на истиот водовод, на истите градинки и на истите основни училишта. Треба да фаќаш врски за да запишеш дете во градинка. Дали е тоа нормално? Сега се ветуваат истите работи. Зошто? Па веројатно затоа што не се реализирани програмите од пред 4 години. Излезете слободно, независно, самостојно, без оптеретување и гласете за нов избор, гласете за промена, гласете за градоначалничка која што е познат борец против корупција. Кога ќе ја победиме корупцијата, ќе имаме пари за се. Чај се гради со нови урбани стандарди. Градиме нови улици, современо осветлување, нови канализации и безбедни тротоари во секоја насока. Од Серово, Казинова, Трудовско поле, Тишновска до центар Тротари. Во срцето на нова трансформација, големиот проект на обиколницата околу парк шумата е Казинова. Нова сообраќајница ќе се ги поврзаш директно на селото на Казинова со другите селови квартали. Во првите 100 дена Чаир ќе биде исчистен од депониите, од џубрето, од улиците и парковите. Во првите 100 дена почнуваме изградба на нови паркиралишта и ќе воведеме ред во сообраќајот. Во првите 100 дена ќе ја искоренам корупцијата од нејзиниот трул корен. Во тема на денот вечерва разговарам со председателот на владата и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Господин Мицковски, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот на Сител. Добро вечер и благодарам на поканата. Поминаа 21 ден кампања за локалните избори, 21 ден сте на терен. Каква е вашата оценка за се она што се случуваше во изминатите 3 недели? Па мислам дека ние како ВМРО-ДПМН и коалиција имавме една, би рекол, достоинствена кампања, зрела кампања.
кампања во која што испративме многу суштински пораки, со кои што се обидуваме да објасниме како планираме да ја водиме и државата, но и општините, каде што би добиле доверба од граѓаните, се разбира. Кампања во која што ја презентиравме нашата програма со јасни рокови, со јасни планови, со јасни буџети и ценам дека генерално добро се представивме пред граѓаните. Од друга страна, опозицијата, политичките партии од кои што се од опозицијскиот спектар, мислам дека има една темна црна кампања која што изобилуваше со многу невистини, кампања во која што лично мене ме напаѓа, си изнаслушав се, и Демократската унија за интеграција, и СДСМ, па и некои други помали политички партии, генерално преку социјалните медиуми, фабрикувани спотови, невистини, без да видиме суштински што е тоа што тие им го нудат на граѓаните. Така што мислам дека генерално имаме два диаметрално различни концепта кои што излегува во оваа кампања. А граѓаните се тие кои што во недела ќе ја направат разликата. Така. Во моментов ситуацијата е 42 општини се раководени од градоначалници на ВМРО ДПМН, 16 од градоначалници кои што биле предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Какви се вашите очекувања од овие избори или што ќе значи победа за ВМРО ДПМН на изборите? Па јас би одел со на конзервативно сценарио кое што го кажувам генерално. Ние секако ќе имаме повеќе гласови споредено со гласовите кои што ги имавме во 2021 година на советнички листи, тогаш имавме нешто повеќе од 290.000, така нешто. А на градоначалничките листи имавме околу 300, нешто повеќе од 320.000. Мислам дека сега многу повеќе од тоа ќе бидеме. Очекувам некоја бројка меѓу 350.000 на советничките листи и негде помеѓу 370, еве и 390.000, зошто да не и 400 на градоначалничките листи. Што се однесува по бројот на градоначалници, јас повторно би одел со тоа конзервативно сценарио, негде помеѓу 45 и 50 очекувам дека нови локални избори ќе освои ВМРО ДПМН и коалицијата. Многу често се споменува како главен адут на ВМРО ДПМН името на градоначалникот, кандидатот за градоначалник на Скопје. Какви се вашите очекувања за Орце Ѓоргиевски? Победа во прв круг или ќе има втор во Скопје? Јас очекувам да се заврши работата во прв круг. Последните мерења се дека и последните анкети кои што ги правиме сега веќе на дневна основа испитуваме одредени атрибути и потенцијал. Прв пат го воведовме во оваа кампања, имавме и неделни ролензи, сега имаме и дневни. Ценам дека сме многу близко за да влезе Орце Ѓоргиевски. Има разлики на дневно ниво? Да, има разлики на дневно ниво во зависност од кои атрибути ги тестираме и кои пораки ги испраќаме, и тој во неговата персонализирана кампања, но и ние. И ценам дека сме многу близко за да го поминеме тој праг, за да влезе он во првиот круг, и мислам дека е добро да влезе во првиот круг, затоа што гледам временската прогноза, се уште овој месец е прилично поволна, таму некаде до 10-12 ноември, за да може да го реорганизира градот за грената сезона, за сите оние други неопходни работи кои што се потребни, затоа е добро да помине во првиот круг, за да не губиме уште неколку недели. Така што еве, јас се користам оваа можност да ги повикам скопјани да излезат масовни, да дадат поддршката за Орце Ѓоргиевски уште во првиот круг. Многу често во текот на оваа кампања се отвораше прашањето како изборниот резултат од локалните избори ќе влијае на функционирањето на владината коалиција. Какви се вашите очекувања? Па во минатото тоа се покажа дека нема големо значење, бидејќи во 2021 година ВМРО ДПМН и коалицијата жестоко ја порази тогаш владеачката СДСМ, или кога ќе се земе генерално тогаш опозицијските партии има многу повеќе градоначалници отколку владеачките партии. Па знаете 3 години. Ја споменав 42 вие, 16 СДСМ. И не само тоа, и во албанскиот спектар од политичкиот дел кај нас во Македонија, тогаш опозицијските кои ќе ги додадете градоначалници на тие од ВМРО и тие од Демократската унија за интеграција кој што беше во владата, па потоа градоначалникот во Куманово, многу независни, генерално спектарот тогаш опозицијски беше 2 пати поголем, можеби и повеќе споредено со владиниот. Па немаше предвременни парламентарни избори, 3 години, знаете што све се случуваше,
не треба да ги подсетуваме граѓаните, ги подсетивме и во кампањава, но и мислам дека тие се свесни на тоа време од 21 до 24 што се случуваше со ние, како да кажам, играње фудбалчиња во владините канцеларии, подценување на граѓаните со пораката метафорична ние сме главни, правиме што сакаме во оваа држава и така натаму и така натаму. Мислам дека Ама токму тие сега велат дека овие избори се избори за предвремени парламентарни. Видете, сега можат тие да си кажуваат се што сакаат, но мислам дека таа е плитка политичка порака и дека се тие плитки политички математики. Мислам дека оваа кампања тие потона го изгубија својот потенцијал, бидејќи и на потенцијалните гласачи кои што сакале да дадат довербата за таа политичка опција, им ја прекуглава од национализам, од поларизација, од етнички поделби, а од друга страна не слушаат никаков план, никаква визија за развој на државата, на општината и така натаму. Има, не велам дека не, има одредена група наши граѓани кои што се уште се заглавени во тоа мучуриште на етнички поделби и така натаму, но најголемиот дел сака да види перспектива, сака да види план, сака да се врати надеж, тоа што недостасува кај граѓаните. И така да мислам, тоа беше причината за да тие го изгубат тој потенцијал и мислам дека многу непријатно ќе бидат изненадени за утре во недела. Господин Мицковски, уште пред изборите зборувавте за непринципиелни коалиции, тоа го говоревте и во текот на целата изборна кампања, но морам да ве прашам за една фотографија која што се појави во јавноста. Тоа е фотографијата од ресторан во Охрид, на која што се гледа како поранешниот лидер на СДСМ Бранко Цевенковски седи со ваш градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, ако не грешам и пратеник, и имаше и фотографија од носителката на советничка листа на ЗНАМ. Има ли овде некаква непринципиелна коалиција? Не, апсолутно нема тука никаква коалиција прво, бидејќи поранешниот председател, предпоставувам во својство на физичко лице, отидем во Охрид и е во тој ресторан. Нема тука никаква изјава, тука нема никаква порака со таа слика која што вие кажувате дека се појавила во јавноста. Јас ќе потсетам на почетокот на кампањава или во периодот на предкампањата, потенцијалниот кандидат за Скопје на СДСМ, мислам дека беше Мишко Ралев, ако не се лажам сега името, мислам дека беше така. Имаше фотографија на која што даде поддршка за Орце Георгиевски. И јасно насочи дека тоа е вистинскиот избор за градот Скопје и така да тоа е во суштина политичка порака и тоа е во суштина она кое што јас го гледам како политичка порака, а случајна средба во ресторан во Охрид помеѓу Пецаков и Црвенковски не е апсолутно по мене никаква порака. Но еве научивме во оваа кампања дека Венко не го сака на Бранко, ама од заев не се дели. Да речеме, од прилика така би ја свел таа опозицијска математика. Господин Мицковски, на во оваа кампања, освен проектите за локални избори, многу се зборуваше и за оние големи теми, како што е Европската иднина на државата. Во средата во вашиот кабинет беше председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Кратко по тоа објави топката е на ваш терен. Кој е планот на Мицковски? Што ќе правите со топката по изборите? Видете, ние сме свесни за сите оние работи кои што претходната влада ги има прифатено, никој не го спорува тоа е така и апсолутно ако е тоа топката вред, тоа е јасно и ние тоа го разговараме, ние не живееме во паралелен свет. Тоа е фактичка состојба, бидејќи претходната влада практично прифати капитулација, мислејќи тогаш дека тоа ќе им го продолжи животот политички, ќе останат во владата и така натаму и беа поразени од граѓаните. И јасна е волјата на граѓаните. Јас тоа многу пати го кажувам, ќе го повторам и сега, дека не може никој да очекува, нити би било фер да очекува, дека оваа влада тој предлог ќе го прифати безусловно. Тоа е невозможно, барем додека сум јас председател на оваа влада. Еве, ако се изразуваме фигуративно, ќе топкаме топката, ќе се сноѓаме како знаеме и умееме, но повеќе овој народ таков тип на отстапки, без да има гаранции од страна на Европската унија и без да има испорака од нашиот источен сосед,
нема намера да ја подаде. Ајде да се изразам Брисел спортски. го разбираат како поставување услови на условите. Генерално коментарите од таму се, како што рековте и вие на почетокот, Македонија како држава потпишала договор. Треба да се спроведе или да не се спроведе. Во тој договор се уставните измени и многу често во последно време се споменува можноста за повлекување од овој договор од страна на меѓународните партнери, како можност. Размислува ли воопшто ВМРО ДПМН за раскинување на овој договор? Видете, Македонија нема потпишан договор, тоа е предлог. Тоа мораме во јавност убаво да го објасниме. Тоа е предлог кој што го прифатиле. Договорот е договор за добрососедство, таму нема вакви услови. Ако ние го гледаме принципот панкта сум сурванта, тогаш ние треба да го гледаме договор за добрососедство и таму нема ваков услов. Тоа што Бугарија потоа правеше политичка гимнастика, не блокираше и се однесуваше незрело и неевропски, а за жал тоа го толерираше Европа, тоа е веќе друга тема и подготвен сум и за тоа да разговарам. Тоа што во Брисел го гледаат како дополнителен услов од наша страна не е услов. Ние само бараме почитување на меѓународното право. Го почитуваме или не? Имаме двојни стандарди или не? Меѓународното право вели дека нашиот источен сосед е потписник на Конвенција за заштита на малцинските права. Зошто не дозволуваат македонското малцинство, македонците од таа страна, да се организираат во невладена организација? Имаме пресуди од Судот за човекови права во Страсбург. Зошто да немаме ние представник во Министерскиот совет за малцински права, исто како што имаат ерменците, турците, ромите, евреите и така натаму и така натаму. Македонската заедница е значаен сегмент во бугарското општество. Ние не бараме дополнителен услов, ние само бараме почитување на меѓународното право. А што се однесува до Европската унија, бидејќи тие велат, ова е последно. Ајде да донесеме заклучок дека ова последно. Има расположение за таков заклучок? Па не знам дали има сега. Јас не би навлегувал во деталите, бидејќи така се договоривме со претседателката на Европската комисија, да оставиме процесот таму негде после нова година, втората половина на јануари, да тргне конечно некаков процес, ако има веќе заинтересираност, и да видиме дали ќе си ја подаваме топка или ќе топкаме во нашиот двор, да се изразам во кошаркарски сегмент. Со нејзин речник, ајде ќе видиме што ќе се случува по нова година. Сега кога зборуваме за овој процес на ЕУ интеграција, некако веднаш на ова се надоврзува реформата во правосудството или генерално речено во судството. Вие многу често во кампањата зборувавте дека ќе следи рестарт на овој систем и дека вистински судии ќе бидат поставени по изборите. Какви беа овие до сега и како планирате да бидат поставени тие вистински судии? Имаме малкумина кои што практично ги контаминираат сите останати. Тоа е најголемиот проблем во нашето обвинителство и судство. И тие малкумина ние ги имаме детектирано. Тие малкумина не можат да бидат дел од нашиот правен систем, бидејќи шансата да покажат дека се објективни, а не партиски измекери, ја испуштија. И тоа е суштината во која што ние денеска треба да дебатираме. Мора граѓаните да знаат како функционира начинот на избор на суди и обвинители, за да не биде поедноставно. Судиите ги бира судскиот совет или ги напредува, а обвинителите советот на јавни обвинители. А ги регрутира Академијата за суди и јавни обвинители. Значи, од тука све почнува. Од Академијата. И сега, вие имате на цела генерација, таа е познатата 9-та генерација на суди и јавни обвинители, која што имаме мислење од Државната комисија за спречување на корупција дека е на незаконит начин завршена. И сега стои тоа, ние сме во еден лавиринт, нагоре високо, надоле длабоко. Ние треба од тука да тргнеме. Што правиме со таа генерација? Ја поништуваме таа одлука, продолжуваме понатаму. Ако ја поништиме, тогаш треба веднаш, за да го пополниме тој празен простор, нови 2 генерации на суди и јавни обвинители, 10-та и 11-та, да ги отпочнеме. И тој процес мора да отпочне, за да стигне една група на нови суди и јавни обвинители во овие 2 структури кои што ги бираат. Тоа е судскиот совет и советот на јавни обвинители. Тука се потребни реформите. Јас ве разбирам, но како ќе се направи тоа, а да не се најдеме во ситуација да ни забележат од Брисел дека се меша владата во судската власт? Ние имаме препораки од оценска мисија, ќе ги преточиме во закон и ќе ги ставиме на маса пред луѓето од Брисел. Дали е во ред? Еве, ќе речеме, во ред ли е вака? Ево согласно со оценската мисија, ево согласност или не.
Значи, ние мораме да креираме законски решенија кои што ќе бидат во согласно со Осенската мисија и кои што Брисел ќе рече да, ова се реформски. Еве, такви два закони беа пред Венецијанската, сега ќе ги ставиме и пред Европската комисија, доколку добиеме пас, веднаш после изборите ќе ги ставиме во парламент на гласање тие два закона, бидејќи двата главни инпута од Венецијанската комисија и од Европската комисија се позитивни. Ако не се позитивни, ќе работиме додека не бидат позитивни. Еве, тоа е реформа. А не е реформа, дајте ми толку проценти од БДП, за да имам јас повисоки плати. Тоа не е реформа. Тоа не, мислам, и тоа ќе го поминеме, ама мора да знаеме, да направиме компаративна анализа, да видиме како е тоа во Европа и во други европски земји. И тоа не може да биде безусловно. Не можете вие да не испорачувате правда, што ви е вас основна работа, а да добивате повисока плата. Тоа е хипокризија. Морам да ве прашам за овие критики од страна на лидерот на опозицијата пред неколку дена на пресконференција во обвини за катастрофални резултати во економијата. Синоќа во исто во ова студио рече дека ја носите државата во економски амблис. Го слушав тоа и не можев да се изначудам, и тоа го коментирав на еден мој настап, дека да си се држи до тоа до кое што е добро, а тоа е неврохирургијата, односно лекарскиот занет, бидејќи економијава, неговите претходници ми држа лекции, па видовме како завршија. Ако било толку добро, а тоа е од 2022 надвор од владата, тогаш немало тие да бидат во дебела опозиција и со ние бројки како што ги имаат сега и во парламентот и генерално во јавното мислење, но повторно она кое што тој го кажува е факт дека не е вистина. Еве, неколку параметри, ако ми дозволите, и то мора да го знаат граѓаните. Вчера спомена, а и во пресконференцијата, дека буџетскиот дефицит до крајот на годината ќе биде 1 милиарда и 400 милиони евра. 15 октомври, значи 2,5 месеци пред да заврши оваа година, буџетскиот дефицит е 560 милиони евра. 40% е од тоа што тој го кажува како бројка. А до крајот на годината може максимум да дојде еве до 600-650 милиони евра и да ги следи капиталните инвестиции. Тоа е 3,4% од бруто домашниот производ. Во владите на СДС, анализирате 2023, 2022, ајде 21 и 20 не ги рачунаме, тогаш се уште беше короната, еве, ќе ги оставиме. Ама 22, 23 тие немаат година под 5-5,5% буџетски дефицит. Зборува за инфлацијата, многу биле високи 4%. Од јануари до септември се 4%, до крајот на годината убеден сум дека ќе видиме тројката, а следната година ќе бидеме помеѓу 2 и 3%, што е најниско во регионот. Ајде да видиме како било 23-та, 9,4%. Како било 2022-та, 14,2%. Сега, 2022-та 14,2% е малку, 2023-та 9,4% е уште помалку, а 25-та под 4% е многу. Мислам, не знам кој му ги кажува овие работи, гледам го носат човекот свесно во длабоко поедини структури таму. За разлика кој какви бројки кажува, веројатно граѓаните најдобро знаат каква им е состојбата добро. Ова се факти. Господин Мицковски, вечерва на полнок завршува изборниот молк. Кратко, последна порака до гласачите пред изборниот ден. Па јас кажав на почетокот на ова интервју дека во суштина имаме две понуди. Оваа понуда која што не враќа назад, во оние темни страни на македонската историја, оние 7 години, кога граѓаните беа сведоци на сето она што се случуваше, и овие 15 месеци, 16 месец, оваа влада која што ја предводи коалициона влада која што предводи ВМРО-ДПМН и сето тоа кое што го направи со сите тие предизвици кои што ги имавме позади нас. Јас само ќе ги повикам да излезат и да гласат, масовно да гласат, бидејќи ако не излезат и ако не гласат, тогаш некој друг ќе профитира од сето тоа, тие ќе се движат, граѓаните ќе се движат на бранот, кој што некој друг ќе го креира. Затоа првично ги повикувам сите граѓани масовно да излезат и да гласат по сопствено убедување. Еве, да не биде дека јас сум претенциозен или дека го гледам својот партиски интерес, само излезете, гласите по вашето сопствено убедување. Втората подпорака е да гласат за политички партии кои што можат да менуваат, а не за политички партии, помали политички партии, кои што практично
се мала група која што профитира на основа на гласот на граѓаните. И трето, еве како трета заклучна порака, убеден сум ако го слушаат разумот и срцето и длабоко во душата, ако се фокусираат што им вели, тогаш убеден сум дека ќе го заокружат во огромно мнозинство бројот 9 и ќе поддржат коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на можноста. Советот за оценка во Скопскиот кривичен суд во целост го одобрил и второто обвинение за случајот Пулс. За пожарот во Кочанската дискотека на обвинителна клупа ќе седне и сопственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон. Кривичниот суд информираше дека во целост го одобрил обвинението против Александар Нацев, кој се гони за тешки дела против општата сигурност. Советот за оценка на обвинителен акт, постапувајќи по дополнително обвинение поврзано со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, донесе решение со кое во целост го одобри актот. Формиран е кривично правен предмет кој согласно АКМИ системот е веќе распределен кај судија Билјана Смаќовска на понатамошно постапување, велат од кривичниот суд. Според обвинението, обезбедувањето на дискотеката работело под контрола на Нацев, кој пак, како што тврди обвинителството, не го почитувал законот за приватно обезбедување. И овој обвинет се товари за собствен особен придонес, бидејќи заедно со повеќе одговорни и службени лица за кои е веќе поднесен обвинителен акт, не постапил според прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикал опасност за животот и телото на луѓето, како и имотот од големи размери, се вели во обвинението против Нацев. Дали и тој ќе седне на истата обвинителна клупа со 37-мината обвинети, зависи од јавното обвинителство од каде треба да пристигне таквото барање. Првото судско рочиште за Кочанската трагедија закажано е за 19 ноември. Ќе им се суди на поранешни министри, градоначалници, сопствениците. Според обвинителството, нивните пропусти биле причина за пожарот во кој загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Контролорите на летање го откажаа штрајкот, најавија дека ќе се жалат на одлуката од судот, но ќе поднесат и представка против судиката. Ништо официјално, нити од суд, нити покана, нити оставено некакво си пропратно на ливче кое што се остава за да се подигне некаков документ. Ја бев во меѓувременна работа, никој не ме ни извести дека нешто имало за се подигне од негдека, така да ние ќе побараме и камери, нели, да се види дали сето тоа е запазено, дали навистина некој бил на работа, дали оставил нешто за нас и зашто не сме го добиле тоа.